Езерото ни е единствено место каде што може да го користиме за релаксација, за рекреација и спорт и да избегаме од градот и од сивилото на градот. Radim u Skoplju, imam jednog kolegu koji je iz Velesa, pošto sam ja ribolovac, on to zna, rekao mi je za to jezero. Od njega sam saznao, da sam vidio na internetu i prosto sam morao da vidim. Јас сум од Велес и често доаѓам на Велешково езеро Младост, меѓутоа ми е многу криво што со текот на времето посетителите на ова езеро се помалку на број. Не е точно одредено кој е загадувач, меѓутоа самата урбанизација на околината, на брегот на езерото Младост, градењето на објектите и стамбената населба може да допринесат до загадување на езерото. Во минатото не беше така, барем моето сеќавање како дете покажува дека луѓето беа многу поразлични во однос на нивната култура и желбата да посетат природа. Денес на ова езеро, за жал, се повеќе се гради, односно имаме се поголем број на кафичи и хотели кои што на некој начин овозможуваат да се изгуби смислата за природа. Nemam utisak da je zagađeno. Jedino što tu oko jezera ima kojekakve prljavštine da ljudi ostavljaju za sobom i to mi se ne sviđa. Inače, samo jezero, voda, rekao bih da je baš onako čisto. Kažu ribolovci odavde da je riba dobra, a kad je riba dobra znači da je jezero čisto. Колку што знам, веќе од 2016 се поврзани на онаа централна мрежа, одводна мрежа. Меѓутоа, пак ќе кажам, тоа треба инспекторатот да увиди самото загадување, пошто имаше неколку пати масни дамки појавено на езерото Младост, меѓутоа Министерство за животна средина и инспекторатот треба да го утврдат од што е тоа. На секоја реакција на граѓаните не излегуваме на терен, алармираме до институциите и тоа е тоа. Се бориме да го намалиме загадувањето. Па ние сме гласници само, значи многу можеме да помогнеме, доколку се здружиме заедно, па можеме многу да направиме. Најлошото сценарио за езерото е да биде толку многу загадено да не може никој да го користи, дали за капење, дали за риболов, дали за било што. Тоа е најлошото сценарио.